Цар да се избира со пуштање гулаби, чита Александар Станојков. Во тоа царство толку биле лоши луѓето, што очите еден други му ќе се извадувале, најмногу богаташите. Сите богаташи си имале по една своја партија. Од тие пусти тарафлаци, сите лошоти таму да и бараш. Кражби, тепачки, батакчилаци, со еден збор, секое беззаконие. Колку беше му омрзнал тој народ на Бога, што уште малку не и потопи, као содомјаните што и потопи. Арно, ама Бог е многу милостив, ти ќе и накажа со едно друго наказание, што да не и погуби, ами да и освести за да се спасат и да го познаат Бога, отие се могушти и справедлив. Си испратил од старешините заповед по целото царство, да дојдат на определениот ден сите младичи од 20-30 години, за да избера за цар кого ќе избери Гулабо. Едно се чул аберот од момчаците и тргнеле да идат 23 другари за во столнината од царот. Одејќи си 3 момчиња по пато, се разговарале помеѓу себе и си велеле кој од кој ќе му правил на народо голема добрина, со сребрени лајци ќе и направиле да сркаат, ако бидат тие избрани од Гулабот. Од тие 3, само 2 момчиња така се валеле, а пак третото момче му рекло: слушајте ме мене, бре другари, јас што ќе ви кажам. Само да заповеда Господ Златен и Богородица Мајка да ме избери мене Гулабо, да ќе ме видите како ќе му направам на народо. Така ми таткоа душа, оти ќе и опашам со врвца и ќе направам да носат капи смолосани и со перчињата да бидат најпјусчу. А не вие како што сакате да ни направите, со сребрени лајци да сркат. Ете, вака да знаете и да прикажувате, му рекол. Влегувајќи во градо и отишле кај Мегдано што беше определен за да се зберат и застанале тројцата еден по други да го чекаат Гулабо за да и избери за цар. Со илјадници момчиња имало збрани и сите се надеале за да се изберат за цар. Арно, ама, за тога и Госпо ќе изберел момче за цар. Дошол саато и се пуштил Гулабо да избери цар. Летал преку сите момчиња и му застанал наглатан од третото момче, што велеше оти со врвца ќе и опаши народот, ако се избери тоа за цар. Кога видоа тоа нешто другарите оти за него застана Гулабот, му раскажале на сите момчиња која му се валело ним по пато за лошотиите што сакало да му прави на народо, за ако се избери тоа цар, и од збор на збор на старешините му се кажало и едно чуле старците, дале вик: Јанлош, да се пушти Гулабо повторно. Сите така свикале и се пуштил Гулабо повторно. Лета и пак на тоа момче застана Гулабо. Пак се дал вик, оти за Јанлош го избрал Гулабо и трети пат го пуштиле. За късмето на момчето, трети пат па застана Гулабо на него. И тогај веќе сите рекле: од Бога е наречено за тоа момче цар да бидете. Со голема чест го зеле момчето старците и го однеле во сарајо, го клале да седи на столо, му ја клале царската коруна на глава, му дале патерицата и го признале за цар и господар на целото царство. Се испратиле фермани по целото царство за да знаат оти Филјан Кешија е избран за цар. Од која се припозна на секаде за цар, издал една заповед да му се дај од секоја нуфуа по една пара као бакшиш. На драго срце сите му дале. По некој ден му посакал по еден грош, пак му дале. Пак по некој ден му посакал по еден бешлак. После по една бела меджидија, после по една жолта меджидија. И кога му се здодеа на сиромасите да му даваат, му се показаат чунки нема. И остил сиромасите и грабнал средната рака да ислечуват. И од која ислече и нив, и грабнал богаташите да врла вергија на вергија, од што до што пара има, сета му ја собрал, да најпосле со врвце и опашал, како што велеше пред да се воцари. Најпосле и богатите му се откажа, чунки сето богатство му го обрал пустиов цар.
ватиле да се збираат поначесто богатите и да се советуваат што чаре да се прави на овој многу лош цар. На тоа згора разбрал царот и се собираат за чарите да му го бараат и поканил сите богаташи што беа во неговото царство да му сакат една голема сума пари. На определеното време сите бивши богаташи му се представиле пред царот и сите му се откажале да му даат посаканата сума, чунки немале. Демек, вие сте против мене што неќите да ми дајте таа сума што ми е многу нужда за да се закрпи царштината? Немаме, честити царе, нели гледаш оти со врвца се опашуваме, смили се на нас, ти се молиме. Му се молеа богатите со солзи на очите. Арно, ама царо сакал да и донеси на покаяние и тики за тоа не и слушал. Слушайте вамо вие чорбаджи, јас што ќе ви заповедам. И сите очи во него го гледале. Чунки немате пари да ми дајте. Онаа планинка, да ја крените од онаа место и да ја однесите во полено, а ако се откажете и од тоа нешто, на сите главите ќе ви пресечам. Што велите на ова згора? Сите кандисаа да му сечат главите, чунки таа планинка не се можело да се пренеси од едно место на друго. На тоа згора заповеда царо и кладоа в зындан за по 3 дни да и исколит. Во тие 3 дни и 3 ноќи се проштаваа богатите за сите грешки што и праеле помеѓу себе и се молеле на Бога за тој да ја помилува и да ја премести планинката. И за вистина, имајќи силна вера богаташите, се преместила планинката и на третиот ден и пуште од зындано, та и натера да погледаат на преместената планинка. Кога погледаа и ја видоа преместена планинката, на големо чудо остана и прославија Бога. Ете, браќа рисјани, му рече царо, како ви послуша Христос вашите молитви, искажани од братска љубов и жива вера, се премести планинката. Кога е така, живеете од сега вамо во братолюбие и Господ ќе ви одбери друг цар, зашто јас сум анđел Божи пратен од Бога за да ве накажам, за да се покаите. Збогум! Тоа рече и си летна анđел. И така заживеа тој народ нов живот во братолюбие и согласие.